кратки најави за денешниот дневник. Бела ноќ во Охрид и Струга, саем за туризам и фестивал на рибарството се манифестации кои се планираат за предстојната сезона. Минималицата од 18.000 денари ќе започне да се исплаќа од април на околу 80.000 работници. Ниските температури се соодветни на сезоната и нема да предизвикаат штета на земјоделските култури. 180 дена да трае важноста на сертификатот за прележан ковид, предлага Комисијата за заразни болести. Решенијата за изолација од денеска граѓаните ќе ги добиваат преку сајтот вакцинација.мк. За најавените и за останатите содржини од денес ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето умерено облачно со повремени сончеви периоди, многу свежо, со измерени максимални само 3 степени над нулата. Во текот на ноќта кон среда, умерено облачно, ветровито и студено со дополнителен пад на температурите. Во среда на крајните северозападни, северни и североисточни делови од Европа нестабилно со врнежи од дожд и снег со засилен ветер. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност, но надпросечно топло за овој период од февруари. Утре на Балканскиот полуостров сончево време со локална облачност и релативно топло. Во централните делови на полуостровот зголемена облачност, максималните дневни од 6 до 13 степени. Во Македонија во среда студено утро со дополнителен пад на утринските температури кои ќе бидат од -8 до +3. Во текот на денот умерено облачно време. Ќе има и сончеви периоди, ќе биде потопло со пораст на дневните температури. Максимумот од 4 до 13 степени Целзиусови. Во Охрид во среда студено утро, температура од -4 степени, а во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди и ветер. Ќе дува засилен северен ветер. Максималната дневна 5. Во Охрид во четврток и петок студени утра со температури од -4, -3, во текот на денот сончево и топло со температури од 7 до 8 степени. Во сабота умерено облачно. Ќе има сончеви периоди, а максималната дневна 6 степени над нулата. Атва Хом Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хом Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Оваа сезона во Охридско-Струшкиот регион се планираат повеќе настани и манифестации. Во април ќе се одржи саем за туризам. Во јуни во Струга фестивал на риба и рибарство, а во септември во двата градови долга бела ноќ и забава на која се очекуваат 100.000 туристи. Саем за туризам, фестивал на риби и рибарство, бела ноќ и голем број посетители се делом на станите кои се подготвуваат во Охридско-Струшкиот регион за престојната туристичка сезона. Локалните самоуправи на Охрид и Струга во соработка со маркетинг агенцијата Евростеп на 3 и 4 септември најавуваат бела ноќ, 40 на часа забава на плажите и во дискотеките, почнувајќи од светинаум па се до радожда. Се планираат голем број музички бендови и светски познати диџеи. Очекувањата оптимистички. Само во текот на тие 2 денови се очекуваат околу 100.000 туристи, кои освен на брегот на Охридското езеро ќе имаат можност да престојуваат и во околните градови. Во пладне на 3 септември до вечерните часови на 4 септември ќе се одржи една бела ноќ. Тоа општина Охрид и општина Струга ќе прогласат бела ноќ и ќе имаме околу 40 забави од светинаум до радожда, сите они плажи кои што сите дискотеки, сите клубови имаат своји музички бендови вечерта или познати светски диџеи. Се надеваме дека ќе имаме страшно добра забава. Она што го знаеме од случувањата надвор од нашата држава е дека со 100.000 туристи на интернет страниците ќе имаме околу 10 милиони фотографии. Тоа е една убава можност за нашата држава, каде што тоа уствари една голема реклама. На фестивалот за риби и рибарство кој ќе се одржи во јуни ќе се представат рибарски здруженија од земјава и регионот. На штандови на кеот Црн Дрим ќе се презентираат охридските риби, а ќе има и музички настани. Вршени се преговорите со комшите, че сите оние балкански земји со своите здруженија на рибари ќе присуствуваат на тој саем, но и од земји членки на Европска унија. Има повеќе понуди, но ние не можеме повеќе од 30 здруженија да прифатиме во Македонија, бидејќи предност мора да ја дадеме на домашните. Ќе биде понудено на штандови, ќе се понуди производот од Охридско езеро. Сета онаа риба која што имаме од Охридско езеро ќе биде на штандовите, испржена, испечена, спремена, и штандовите ќе бидат поставени на кеот на Црн Дрим, тоа ќе бидат во 2 дена. На фестивалот на рибата и белата ноќ им предходи туристички саем во Охрид кој е закашен за 30 април и 1 мај, на кој туроператорите од светот ќе се запознаат со туристичките потенцијали и капацитети на земјава. Сите овие настани се очекува да станат традиција и да се случуваат и во следните години. Минималната плата во висина од најмалку 18.000 денари ќе започне да се исплатува од месец април. Владата постигна договор и со Сојузот на синдикати и со работодавачите, со кој 80.000 граѓани ќе се извлечат над прагот на сиромаштијата. Од владата очекуваат оваа мерка да влијае позитивно и на останатите плати во сите други индустрии, со што ќе се подобри стандардот на сите граѓани. Владата постигна договори со Сојузот на синдикати и со работодавачите, со кој 80.000 граѓани ќе се извлечат над прагот на сиромаштијата, изјави на синоќешната пресконференција премиерот Димитар Ковачевски. 80.000 наши сограѓани, работници во различни индустрии, почнувајќи од мартовската плата, ќе земаат најмалку 18.000 денари. Оваа сума означува раст на нето платата на овие работници за околу 45 евра месечно. Зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, која на работниците ќе почне да им се исплаќа на почетокот на април, е мерка која во најголема мера ги опфаќа вработените во микро и малите предпријатија, трговијата, преработувачката индустрија и други важни индустрии во земјата.
Ковачевски објасни дека оваа мерка е всушност продолжение, односно дополнителна подршка за овие дејности кои беа помогнати и низ целата COVID-19 криза. Имено се менуваат критериумите и за методологијата за годишно усогласување на минималната плата со 50% од годишниот раст на просечната плата и 50% од растот на трошоците за живот, додека висината на минималната плата нема да може да биде пониска од 57% од просечната плата, објавена според Државниот завод за статистика. Со договорот, работодавачите ќе го покријат целокупното нето зголемување на платите за своите вработени кои се на минимална плата. Државата пак ќе ја покрие целокупната разлика во делот на придонесите од сегашната минимална плата од 15.200 денари до онаја кој ќе се исплаќа за март од 18.000 денари. Станува збор за удел од страна на државата во износ од околу 16 милиони евра до крајот на годината. Премиерот посочи дека владата водена од потребите и правата и на работниците и на работодавачите и преку широкиот социјално-економски диалог успеала да постигне договор на задоволство на сите засегнати страни. Од владата очекуваат оваа мерка да влијае позитивно и на останатите плати во сите други индустрии, со што ќе се подобри стандардот на сите граѓани. Тој потсети дека веќе се обезбедуваат субвенции за околу 130.000 граѓани кои веќе земаат повисоки плати во своите фирми преку покривање на придонесите, за што се издвоени 48 милиони евра годишно. Охриѓани имаат чисти улици и тротоари после синоќешните снежни врнежи. Со новите снежни врнежи кои го зафатија Охридскиот регион, уште од синоќа дежурните екипи на јавното предпријатие Охридски комуналец излегоа веднаш на терен. Се интервенираше со сета расположлива механизација, а денес, уште од раните утрински часови, се расчистуваа јавните пешачки патеки, пешачките премини, чаршијата и други површини според приоритет. Охридски комуналец обезбеди чисти улици од снегот во централното градско подрачје, при градските населби и повисоките населени места според програмата за зимско одржување. Екипите ги чистеа и при одите до институциите, училиштата и градинките, вклучително и школските дворови. За 2 сантиметри е зголемен водостојот на Охридското езеро, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи. Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, нивото на водата во Охридското езеро е на кота од 693,35 метри надморска височина, што е за 14 сантиметри под просекот за февруари, односно 25 сантиметри над дозволениот минимум од 693,10 метри надморска височина. Температурата на езерската вода, измерена утрово, е 7 степени, за половина степен повисока од месечниот просек. Понизок од повеќегодишниот просек за февруари е и водостојот на Преспанското езеро, каде е за 1,63 метри понизок од просечниот и е за 3 сантиметри под апсолутниот минимум 842,25. Нивото пак на Дојранското езеро е за 2,87 метри повисоко од просечното. Водостоите кај најголем дел од реките се пониски од просечните и бележат благо зголемување или намалување во споредба со вчера. Единствено, нивото на реката Сатеска на мерното место кај Ботун е речиси 3 пати повисоко од вчера, но сепак е скоро двојно пониско од повеќегодишниот просек за овој период од годината. Снегот и ниските температури се добре дојдени за земјоделските култури. Краткотрајно подгорување на зелените делови од стеблото може да се појават кај спанаќот, марулата и кромидот, кои се одгледуваат на отворено. Во овој момент треба да се одложи режењето кај овошните култури и кај лозовите насади. За земјоделските и овошните култури добре дојдени се снегот и температурата под 0 степени во ова време од годината. Мразот може да ги подгори градинарските култури кои се одгледуваат на отворено, како што се спанаќот, марулата и кромидот, но нема да претрпат трајни оштетувања, укажува охридскиот агроном Мирослав Трајчевски. Ниските температури нема да имаат негативно влијание и врз земјоделските култури и овошките. Во глобала се уште е право време за ниски температури, да се одложи што покасно почетокот на вегетацијата, бидејќи кај на штетите од мраз се повеќе во напролет од раните пролетни мразеви, не од зимските. Така да ова поволно ќе влијае на земјоделските култури, поготово во овој дел од државата каде што падна снежна покривка, тоа ќе има уште пополно влијание, исто така и за хидролошката
состојба. Овоштарите и лозарите во овој период, кога живата во термометрите се спушта под нула, не треба да вршат резидба. Зимска заштита се прави во сончеви денови, кога температурата е повисока од 0 степени. Во пресред на Свети Трифун, кога се прават првите закројувања на лозовите насади, агрономот Трајчевски со препорака. Ако се ниски температури, ќе се закори една лоза колку да се продолжи традицијата. Пак ќе повторам, на ниски температури испод нула не е препорачливо кроење, бидејќи тогаш соковите растителни кои се внатре се изложуваат директно на ниски температури, може да дојде до површинско или длабинско измрзнување и затоа е најдобро да се одложи температурата, резидбата. Резидбата може да се врши се до почетокот на вегетацијата. Температурите над 0 степени може да предизвикаат рана вегетација, а тоа најчесто се случува кај коскестите овошки, бадемот, праските и кајсиите. Резидбата може да се прави до пред почетокот на разлистување и цветање на овошките. До оваа фаза е потребно да се завршат и резидбата и зимското прскање на овошните насади. Продолжување на важноста на сертификатите за прележан COVID од 45 на 180 дена. Протоколите за лекување COVID да станат подостапни за сите оние кои се вклучени во процесот на лекување. Ова се препораките од Комисијата за заразни болести кои ќе му бидат доставени на Министерот за здравство, а потоа ќе се најдат и пред кризниот штаб. На пресконференција по завршувањето на состанокот од Комисијата информираа и за скринингот во училиштата и дека е направена детална анализа за смртноста во првиот месец од оваа година од COVID-19. Сертификатите за прележан COVID-19 наместо за сегашните 45 дена да траат 180 од датумот на позитивниот PCR тест. Ова е една од препораките на Комисијата за заразни болести, која ќе се достави до ресорното министерство и владата. Од Комисијата денеска информира и за податоците од анализата на сите случаи на хоспитализација и смрт во првиот месец од оваа година. Во периодот од 1 до 31 јануари за 2022 година, анализата покажува дека во анализираниот период само 6 лица од пациентите кои примиле трета доза завршиле со смртен исход, односно со бустер доза. Сите смртни случаи кои што биле констатирани имале дополнителни болести, односно коморбидитети, како што се диабет, карцином, кардиоваскуларни заболувања и обезност. Целосно вакцинирани се смета со примена бустер доза, односно со трета доза. А секако дека населението треба да знае и мислам дека во овие 2 години наназад се покажа дека вакцинацијата е единствениот начин да се намали смртноста, да се намали како морбидитетот, така и морталитетот. Бидејќи она што нас ни се случува со примање на 2 и на трета доза на вакцина не значи дека сме отпорни од болеста. Нели, секако и со појавата на нови варијанти. Оваа анализа која е направена сега од 1 до 31 јануари 2022 година имаше точно за цел да ги подели ризиците за смрт и хоспитализација не само по однос вакциниран, туку колку време поминало после вакцинацијата. И ако по тој основ рачунаме подолго од 6 месеци поминато време, ефикасноста на вакцината не е истата со 3 месеци после вакцинацијата. Председателот на комисијата, професор доктор Александар Петличковски, потенцира дека во анализата убаво е наведено дека заштитата на вакцината од смрт е 97% и над 91% по однос на хоспитализација, доколку се работи за вакцинација во последните 3 месеци. Портпаролот на комисијата доктор Мехмедовиќ дополни дека третата препорака се однесува на постоечките лекувања на пациенти од COVID-19 кои се изработени од работната група при Министерството за здравство и катедрата за семина медицина во соработка со матичните лекари. Овие протоколи за лекување комисијата предложила да бидат објавени на сајтот на ресорното министерство, лекарската комора и дополнително испратени до матичните лекари и ковид центрите со цел да се олесни достапноста и примената на истите. Последната препорака се однесува на скринингот на учениците за распространетоста на вирусот во овој дел од популацијата. Дел од достапните тестови кои што се во владение на Министерството за здравство ќе се користат за проценка на преносливоста на вирусот во школски услови, а дел од нив ќе се искористат за така наречена тест to stay стратегија или тестирајте за да останете во училиште, која што предвидува изложените ученици во одделенијата каде што имало позитивен случај да може да се тестира со цел
со цел да се овозможи останување во процесот на настава со физичко присуство, доколку се утврди дека тој тест кој што ќе биде направен ќе биде негативен. Мехмедовиќ посочи дека согласно препораките на Светската здравствена организација, носењето на маски во училиштата каде се одвива настава со физичко присуство останува задолжително. Исто така се планира брзи антигенски тестови да им бидат бесплатно ставени на располагање на контакти на позитивни пациенти. Тој додаде дека во врска со вакцинацијата од комисијата не е разговарано за воведување на задолжителна вакцина, туку со зголемување на кампањата да порасне и интересот на граѓаните да бидат имунизирани, а дека се уште е рано да се укинат сертификатите. Од денеска COVID-19 решенијата за изолација во електронска форма граѓаните ќе може да ги добиваат преку vakcinacija.mk и со максимална заштита на приватноста. Согласно владината одлука за измена на начинот на достава на решение за изолација на лица позитивни на COVID-19 и на нивни контакти, од денеска е во функција платформата на која секој граѓанин кој има потреба да дојде до сопственото решение за изолација ќе има пристап единствено до своето решение, без да има увид во податоците на другите граѓани на кои им е издадено решение за изолација. Пристапот е можен преку банер на веб страната на Државниот здравствен и санитарен инспекторат dszy.gov.mk кој ве носи до порталот Vakcinacija.mk или директно на vakcinacija.mk лендинг. Постапката е едноставна. Граѓаните кои досега немаат креирано профил ќе треба да се регистрираат на порталот со креирање профил преку кој се овозможува генерирање на решение за изолација дигитално подпишано од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Сите лица кои досега имаат свој профил на vakcinacija.mk ќе може да го генерираат решението на ист начин како и сертификатите за COVID-19 вакцинација или за прележан COVID-19. Секој лице кое се тестира за COVID-19 потребно е веднаш по спроведувањето тестирање да биде во самоизолација, се до добивање на резултатот истото. Доколку резултатот е позитивен, останува во изолација уште 7 најмалку 10 дена во зависност од тоа дали развил симптоми на болеста. Македонскиот игран филм Сестри на режисерката Дина Дума утре и задутре ќе се прикажува во Центарот за култура Григор Прличев во Охрид. Ме нервира курва на што му се пише на криз видео. Вечер преме Зурка. Сестри е приказна за две тинејџерки чие пријателство е ставено на тест кога тие се соочени со последиците од нивното декадентно однесување. Главните улоги ги толкуваат Антонија Белазелковска и Мија Жиро. Филмот светска премиера имаше лани на филмскиот фестивал во Карлови Вари, каде што ја освои специјалната награда на жирито во програмата Источно од Западот. Македонската премиера беше на 42-то издание на фестивалот Браќа Манаки. Филмот досега е прикажан на 20 интернационални фестивали, а ја освои наградата за најдобар игран филм од младинското жири на фестивалот X-Ground во Висбаден, Германија. Филмот Сестри беше избран и за македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар долгометражен интернационален филм. Кинопроекциите во Центарот за култура Охрид се од 19 часот во големата сала, а цената на билетот е 100 денари. При тоа потребно е приложување на сертификат за имунизација со 2 дози вакцина против COVID-19 или потврда за прележан вирус во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето. Речи ми дека никад не ме оставиш. Секунду. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Украинската армија ќе одржи војни вежби од 10 до 20 февруари како одговор на руските вежби во Белорусија во близина на украинската северна граница, изјави министерот за одбрана на Украина Алексеј Резников. Украинските војници постојано одржуваат различни вежби. На 10 февруари ќе почнат да вежбаат употреба на беспилотни летарала Байрактар и противтенковски ракети Јавелин, како и со НЛО нова генерација лесни антитенковски орудија обезбедени од странски партнери. Резников нагласи дека Украина добила оружје за кое претходно можела само да сонува, пренесува руската агенција ТАСС. Украинскиот министер за надворешни работи пак Дмитрий Кулеба денеска изјави дека Киев со нетрпение го очекува
нарекува сигналот кој францускиот претседател Емануел Макрон ги донесе од Москва по разговорите со рускиот претседател Владимир Путин. Австралискиот премиер Скот Морисон се извини за широко распространетото сексуално вознемирување и злоупотреба на политичарите една година по сериозното обвинение за силување во парламентот. Обраќајќи им се на пратениците, Скот Морисон директно и се извини на поранешната вработена Британи Хигинс, која рече дека била силувана во 2019 година од колега на кабинет на министерот. И се извинувам на господица Хигинс за злосторствата што се случија овде, рече Морисон, за повеќе децениската култура на злоупотреба на позиции и на моќ. Жал ми е не само за вас, туку и за сите оние кои страдале пред вас. Хигинс ја објави својата приказна во јануари минатата година, предизвикувајќи протести низ цела Австралија. Поради незините наводи и други функционери кои се повлекоа, владата започна неколку истраги. Меѓу нив и Jenkins Review на 450 страници кој откри дека 1/3 од работниците во Комонвелтот доживеале сексуално вознемирување на работното место. Во својот говор Морисон посочи дека тоа мора да се промени, верува и дека промената ќе дојде. Околу 13 милиони луѓе во Кенија, Сомалија и Етиопија се соочуваат со силен глад поради најтешката суша во африканскиот рог во последните децении, соопшти Светската програма за храна на Обединетите нации ФАО. Во соопштението се наведува дека 3 сезони дождови пропаднале по рета, регионот го имал најсушниот период од 1981 година. Сушата ги уништила посевите и влијала на ненормалната смртност на добитокот и довела до тоа семејствата во руралните области кои се подпираат на сточарство и земјоделство да ги напуштат своите домови. Недостигна вода и пасишта, како и проектирани подпросечни врнежи од дожд во следните неколку месеци, кои се закануваат само да донесат поголема беда. Ситуацијата бара итна хуманитарна акција со цел да се избегне повторување на кризата во Сомалија од 2011, кога 250.000 луѓе почина од глад поради долгата суша. Во ураганот Бат Сирај, кој го погоди Мадагаскар, загинаа досега 20 лица. Во соопштението на локалните власти се вели дека ефектите од ураганот, кој во текот на викендот достигна област од 530 км од Антанариво, се уште се чувствуваат. Ураганот достигна брзина на ветрови од 230 км на час, што резултираше со евакуација на повеќе од 48.000 луѓе, а претходно го погоди и соседниот остров Реюнион, каде беа повредени 12 лица. Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарна прашања соопшти дека се очекува 600.000 луѓе да ги почувствуваат последиците на овој ураган. На Мадагаскар на 27 јануари е прогласена вонредна состојба поради врнежи и поплади. Повеќе од 132.000 лица беа евакуирани во 12 региони. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Повеќе информации можете да прочитате на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!